СДСМ и ДУИ сакаат да го поштедат Димитров од критики за фијаското во Брисел. Бурни реакции од опозицијата на барањето на пратеникот Артан Груби, кој по едночасовното излагање на министерот влезе во салата и побара пауза за да се изготват стенограмски белешки од обраќањето на Димитров. Председателот на Комисијата за надворешна политика Милошовски рече дека играта е очигледна и оти пауза не дава. Играта е очигледна. Одговорноста за неуспехот на Македонија ја носат министерот Димитров и вице-премиерот Бујар Османи од ДУИ, заедно со премиерот заедно. Денес имаме комисија која што имаше намера парламентарното мнозинство на крајот ќе ви кажам. Не разговарам со тебе, зашто се нервираш? Ќе ви дадам пример. На крајот само да го завршам. Од тебе добив, ти кажав од кого добив порака. Збор доби Димовски, кој реплицирајќи му на министерот за тоа дека последниот вистински обид да ги отвориме вратите не е бил во 2012 и дека немал успех, рече дека разликата е огромна бидејќи сега се вложени националните интереси, а успех пак нема. Димитров пак и денеска избегна да каже дали чувствува лична одговорност. Само посочи дека одговорност има за испуштени шанси. Последниот вистински обид да ги отвориме вратите беше во времето на комесарот Фуле, кој што се обиде да помогне некако паралелно да се одвиваат и разговорите околу името и пристапните преговори. Тоа беше во 2012 година, кога една група земји членки се обидоа да направат притисок. Тоа не успеа. Овој неуспех е поголем од тој во 2012 година. Заради тоа што тогашната влада, чиј амбасадор сте били и вие, одлучила дека овие крупни национални теми нема да ги стави на маса. Опозицијата беше децидна дека владата треба да понесе одговорност за бриселската одлука, а не да бара виновници.